Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Да се биде поразличен не значи дека сте помалку вреден. Се разбира да се биде дел од светот, но истиот да не можете да го слушнете е едно доживување кое вечерва ќе го зборуваме со дел од нашите гости и со останатите кои ќе ни зборуваат па како е да се има пречка во животот, но истата да се надмине со една голема насмевка и да се стигне до целта. На почетокот ќе ги поканам Марија Башевска и Љубиша Савевски да ни се придружат. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добре, најдобре. Благодариме. Повелете. Марија, можам да речем за вас дипломиран биолог, но сепак со уште по неколку титули, уште неколку моменти во вашата кариера, покрај тоа што сте и новинар. Вие сте и преведувач, толкувач на јазикот, знаковниот јазик, јазикот за глувонемите. Љубиша Савевски е веќе магистар по мода и дизајн, кој има оштетен слух и говор, но тоа не го реков оштети во животот, односно не му попречи да дојде до токму таа титула и до успесите кои си ги нанижа во животот, сосема храбро, борејќи се со сите секојдневни, би рекла јас, предизвици. За вас од една страна светот на тишината, познати од вашите, што се вели, семејни услови на живење и функционирање. Вие потекнувате од родители, ако не се лажам, кои се глувонеми? Така, јас често пати милувам да речам дека сум продукт на љубовта која ме изроди, ме изнедри во тишината. Моите родители се со оштетен слух и тоа беше причина заради која по Божја волја се разбира, ништо не би направиле без Божја милост, да се пренасочам и наместо биолог, зашто и се образував, да дојдам овде на прагот на македонската телевизија, каде веќе го обележам и својот 25 годишен работен век, токму со истата емисија, со истиот наслов, меѓутоа со многу успеси, верувам, кои може би бавно доаѓаа во општеството, но полека медиумското работење се рефлектираше како позитивен бенефит врз јавноста. Знам дека вие сте се една исклучителна позитивна енергија, ги доживувате така работите кога се нели одстрана, кога ние ги гледаме, ни се и специфични, посебни или имаме една потешкотија во прецепирањето на истите. Па ќе речем кај вас влада една убава позитивна енергија и еден таков пристап кон животот воопшто. Во комуникација и со вас, кога сме зборувале на оваа тема и на многу слични, велите дека луѓето кои имаат одредена пречка, не сакаат да ги категоризирате или ставате нели во категории каде велите дека имаш такво оштетување или со таков и таков хендикеп, условно речено си. Може би нели примерот ми го кажавте за вашиот татко и е одличен да се спомене. Така е, да, мојот татко покоен беше човек кој целиот живот го посвети за подобрување на правата на глувите лица. Беше председател на организацијата, тоа не е важно, но често пати велеше каков е тој термин лица со посебни потреби кој сега е наметнат во јавноста, бидејќи глувите немаат проблем да се доживуваат себе си, нели, во сопствената перцепција. Љубиша е свесен дека има оштетување на слухот и тој се доживува како глув човек. Организацијата им се вика Организација на глуви. И најнаш глувите прашуваат како, што е тоа лица со посебни потреби. И татко ми вели, јас имам посебна потреба да возам Ауди, не знам, некоја најнов модел. Ме разбирате, значи, луѓето имаат оштетувања и тоа токму како што кажавте во најавата не ги прави ниту помалку вредни, ниту помалку убави, напротив, мислам дека е привилегија да ја научите лекцијата на милосрдие. Јас покрај моите глуви родители, не само глуви, во моето семејство има многу членови од повеќе категории на инвалидност. И јас навистина сега од оваа временска дистанца сум благодарна на Бога што не паднав на фрустрациите, не паднав на нееволуираноста на средината, ниту и се лутев на средината затоа што не знае за нас, не знае за нашите поинакви патеки по кои растевме и се развивавме, например, за себе. Јас свирам гитара. И мојот татко, кога заплакав, буквално за да ми ја купи првата гитара, неговиот свет и мојот свет беа различни. Во мојот свет Бог даде многу музика, многу песни, многу инспирација, а наспроти мене беа два родители кои беа потонати во сопствената тишина. И наеднаш се судрија музиката и тишината. Меѓутоа, Господ секогаш е голем за да може да направи пресрет. Ја добив првата гитара, свирев и најтешко ми беше кога ќе ме праша дали пееш ти поубаво или сестра ти. Од и двете свириме гитара. И ми беше тешко да доближам нешто за кое не можете да го дофатите со збор. И затоа велам дека во таква заедница се учи милосрдноста, се учи да бидете трпеливи.
во заедништво со лицата со хендикеп ве прават да бидете воздржани, скромни и да бидете онакви какви што и треба да бидеме боголюбиви, богоугодни. Во секој случај, претпоставам дека тоа ви учи со една поинаква ширина да ги гледате работите, животот и секојдневието, можеби оние на кои, условно речено, ништо не им недостасува зборувајќи од физички, нели, некаков недостаток или нешто друго што можеби се однесува на здравието, но во друга смисла нели ги прави тоа како поограничени или можам да речам слободно пооштетени, условно речено. Секако само да ве надополнам, пред некој ден разговарам со еден пријател кој беше во депресивна фаза и ми вели ми пречи дождот. И велам, тоа е најубавото нешто кое ни го давала природата. Има луѓе кои тагуваат бидејќи никогаш не го слушнале звукот на дождот, не ја знаат мелодијата на дождот. Ти треба да се радуваш што твоите сетила функционираат, можеби период кој ќе помине. Приказната на Љубиша е исклучително инспиративна. Љубиша овде вечерва со нас за да раскаже за делот Потешествијата низ кои мина. Може да кажеме за делот тоа што се случуваше во твоето повеќе бројно семејство. Ти не си роден како глувонемо дете, не си со таков проблем родено, туку едноставно тоа си има случајно, колку што ја разбрав приказната на Љубиша на 3-годишна возраст. Љубиша... Значи, покачување на висока температура. Сака да каже дека бил нагости во селската куќа на баба му, каде што како дете на 3-годишна возраст распалавен, се лизнал невнимателно на селските скали, се истркалал и при повредата практично доживел некаква висока температура која ќе биде причина за да го изгуби слухот. Повеќе бројно семејство сте? Да, повеќе детно е. Значи, вели, во мојата фамилија, мајка ми, татко ми, сме 4 деца. Љубиша и уште една сестра која исто така со оштетен слух и говор и уште 20 браќа кои слушаат и зборуваат. Не ги милувал животот, колку што ја разбрав, нели, приказната и по прашање на имањето во смисла на, нели, повеќе средства или едноставно услови за да може да се исполнуваат сите оние хирови кои децата се ги очекуваат во животот и при тоа да им се олеснува истиот. Да. Во секој случај ништо од тоа не представуваше пречка за еве конкретно Љубиша да сака да си го исполни својот сон. Так. А тоа е модата, дизајнот и така натаму. Кога прв пат можеби откривте дека едноставно имате не само талент, туку и едноставно голема желба и љубов да се посветите на таа работа. Сака сосема накусо. Да, сака да каже сосема накусо за неговиот развој, дека како дете, бидејќи го изгубил слухот, накусо одел во Заводот за рехабилитација на слух, и глас во Скопје и охрабрен од тамо се запишува во редовно училиште. Значи, неговото образование не оди по патеката по која чекорат другите деца. Значи, тој се запишува во училиште со деца кои што слушаат и зборуваат во Тетово. И после излегува на виделина неговиот афинитет и талент, се запишува во Средното уметничко училиште во Скопје, каде што завршува. Го заокружува своето образование на факултетот за мода и дизајн во Клуш, напока во Романија, каде што практично и магистрира и тој е првиот глув човек во Македонија кој има толку високо образование. Пречките со кои реално се соочувавте, се соочивте и тамо. Вие не го познавате комплетно знаковниот јазик, колку што имам информацијата и од Марија. Да. Така. Да, не го знае македонскиот знаковен јазик, бидејќи не се дружеше со таа популација, но затоа вели го научив романскиот јазик, кој го владеам одлично, читам и пишувам одлично. Таму интересна е еден дел од приказната, од анегдотата за тоа колку на крајот на краиштата луѓето знаат да бидат отворени и да дадат поддршка. Да. Ја приказната би сакала да ја кажеме, вие да ми ја подраскажете, со Љубиша ја коментиравме околу професорот кој несебично ви се најде за да останете сепак и да ги завршите студиите, бидејќи кај вас препозна исклучителен талент и познавање токму на модата и дизајнот. Да. Значи, еден од професорите на факултетот во Романија
После завршување на првата студиска година, кога го научил јазикот, Љубиша се сретнал со финансиски потешкоти, од причина што е туѓа држава, условите биле тенки. Меѓутоа професорот го повикал и му рекол: слушам дека сакаш да се вратиш во Македонија. Љубиша му рекол: да, сакам да се вратам назад, бидејќи реално не можам финансиски да го поднесам товарот на студирањето. И тој му вели: не, вие треба да бидете многу квалитетен моден дизајнер, јас ќе ви го отстапам мојот кабинет. И професорот во рамките на факултетот му ја преадаптирал собата или кабинетот, му ја отстапува на користење наредните 6 години, можете да замислите кој гест е во прашање, му го прилагодува со кревет, греалица, со услови, со компјутер, се што може на еден млад човек амбициозен. И студент да му биде потребно. Практично е претвора во студентска соба. И му е давано отстапување и тој испитите ги држи некаде на друго место. Ово е прекрасно за на филм, морам да признам. Завршила магистер. За да кажам, вели, еве, како фалба нека биде, јас вика им дипломирав со 10 со висока оцена, а и магистерските студии ги завршив со 10. Ова е навистина за фалба. Треба да сте горди исклучителни, верувам дека е така и вашето околу вас, бидејќи, пак ќе речам, на луѓе на кои ништо не им недостасува, апсолутно не знаат, можеби ни во средината да се снајдат, ниту можат, ниту сакаат да вложат како што еве вложивте вие. Потоа се вративте овде во Македонија за да си продолжите во доменот на вашата професија или изборот на професија. Да. Формира семејство. Да, тоа сакав да речем, и семејството е веќе оформено. Така, паралелно се случуваше, вели, љубовта со Сашка се реализира со пород, значи има едно синче, вели. Знам дека очекувате, второто е на пат. Второто е на пат, а во меѓувреме профункционира и неговото модно студио LS, каде што сите негови желби и соништа ги става на материјалите и на моделите кои ги создава. Една од креациите ја гледаме на нашата денешна гостинка. Останатите, може ли некаде да се најдат вашите креации? Каде може да ги видат или каде може едноставно да ги добијат? Сега имам. Ателие што работа. Да, вели имам свој модно ателие, LS, нели, според иницијалите, кое што е во непосредна близина во трговскиот центар Скопјанка, во непосредна близина на новата железничка станица, и таму го поминува најголем дел од своето работно време. Ќе видиме неколку минути во студиото на Љубиша за тоа како таму се функционира од нели овој муабет овде, подкрепено што се вели со слика, па и ќе си продолжиме со муабет. Ти благодарам. Неговиот свет е светот на тишината. Свет во кој што мислите можат слободно да патуваат низ Вселената и да ги населуваат местата на безграничната фантазија. Неговата поезија преку боите ја исполнува хартијата. Неговите зборови низ конецот се запишуваат на свилата над каенините. Се запишуваат како раскази, како поеми, како романи, на прекрасните фустани, шапки, здолништа, панталони, капути, што еден ден ќе ја збогатат убавината на некој маж, на некоја жена. Во светот на тишината на Љубиша Савески гласно зборуваат на сите светски јазици неговите модни креации. Преку нив Савески го кажува она што не може преку зборот да го каже, поради својот речиси 100% недостаток на слухот и на говорот. Во своето модно ателје за мода и дизајн ја подготвува својата следна модна ревија. Цртежот треба да биде совршено нацртан, ткаенината треба да биде совршено одбрана за еден ден, креацијата да ги најави авангардните модни ветришта на заштитниот знак LS на македонската сцена и да измами безброј воздишки и аплаузи. Љубиша Савески е моден креатор, во срцето уште од малечок, но во светот на високата мода, речиси 10 години. Дали е ова на Машки са колекција. Така. машки модели? Нели, вие ова се машки панталони? Да. Значи, вашата модна имагинација диктира ова сезона да се носат токму вакви панталони? Да. Мислам. Чака, нема умотен висока. Мутен сака репина. Високата мода, Репина. Така. Машки. високата мода налага дека и вакви панталони би можеле да носат мажите, така? Да. Ова ви се најнови креации, нели? Да се креато. Скиса. Но овие се за идната есен, за идна есен зима. Да.
Да. Дефинитивно. Да, затоа што модата оди 2 сезони понапред, нели? Да. Така. Кој ви е најомилен моден креатор? Тоа. Мислам, Армани, Гучи, Ери Самп. Упорноста да успее и да не се предаде биле најголемиот столб кој го крепел Савески низ навистина големите животни искушенија. Од родното Тетово заминува да студира моден дизајн во Романија. Скромното момче со големи модни визии на прагот на живеењето навистина платило голема цена за да си направи име во модниот свет во Романија, во Италија, во Франција, за да се стекне со 2 факултетски дипломи и конечно со магистерска титула. Неговата студентска соба, едно преадаптирано ателје кое Савески го добил од своите професори единствено за да продолжи да го развива својот исклучителен талент, да не се откаже поради тешките материјални можности. Тоа ателје можеби најдобро го познава младиот моден креатор и неговиот моден свет. Дали сите овие материјали се од домашно, од Македонија? Сите се материјали од Македонија? Да, Македонија. Дали во Македонија е можно да се креира висока мода? Да, се Македонија, да. Може. Луѓето сакаат убаво да се облекуваат? Да. Да се оплекува, да. Љубиша Савески ја има освоено првата награда за најдобар дизајн на фестивалот за волнени производи во Милано. Оние што ја следат македонската модна сцена добро ги познаваат неговите зимски шапки, но и неговите модели, инспирирани од модата на 20-тите години од минатиот век и од спојот на архитектурата и на модата. Пред Љубиша Савески стојат уште многу модни предизвици. Нашата следна средба ја закажавме во фантазијата, на модната недела во Њујорк. Но борецот во Љубиша Савески докажал дека нема неостварливи желби. Затоа Њујорк подготви се еден ден да му посакаш добре дојде. Ете така за подетално да добиеме и комплетна слика за работното место и како си е свој на своето Љубиша, нели што се вели во неговото студио. Значи сега го начнува мигот на проблем во неговото действување, значи не ми е тешко да го ставам на хартија моделот, да го направам, да го сошијам, да го одработам. Тешко ми е кога не можам да разговарам со клиентите. Ги немам комуникациите со градот. Не можам да го пласирам својот труд никаде, ниту по телефон, разберливо. Точно, да. Така, значи неговиот труд мора некој да го представува во општеството во кое живее. Така, сега што пред да започнеме да дискутираме на оваа тема, Љубиша само ми нафрли живкица дека многу сака да работи, да шие за потребите на операта и балетот. Навистина. Да, еве и тоа е можеби еден сегмент од модата и од дизајнот. Не, висока. Да. Вели Колку ги пратите ревиите на веќе звучни имиња? Ви инспирираат ли, ве потикнуваат? Редовно вели ги гледам, но со констатација дека во Македонија се уште е рано да се зборува за висока мода. Мислам далеку, да, точно. Посебно таа што ја гледаме, нели, на токму тие реви. Така. Марија, вие се обидувате со сите што се вели, со се однаш со кое располагате, сета енергија, знаење, слично, знам дека низ годиниве и тоа како да отворите многу врати да помогнете оному каде што може да се помогне и слично. Сметате дека првата многу јасно таа е бариера во отежнатата комуникација, посебно за овие лица зборуваме. Да. Ако би можело начелно да кажеме дека би можела најлесно да се надмине, кој е можеби патот? Патот на верата, на љубовта и на надежта, ако сакате во метафора. Патот е еден и единствен и по него треба сите да чекориме, да исполниме еден заповед кој ни е оставен како аманет на сите нас, сакај го својот ближен како себе. Тоа би било сосема доволно како духовен рецепт за да може човек да го чувствува здивот и тропотот на срцето на оној до него. Ама како одминува времето, стануваме за чудо малку поинакви. Затворени. Треба да се прашаме, да, зошто сме резервирани, зошто и при уши не сакаме да чуеме, зошто и при очи не сакаме да гледаме. Оти знаете, ако дзирнете живкица во светот на
не само на лицата со оштетен слух, и кај слепите, и кај телесно имале, вие ќе сретнете толку силни примери на луѓе кои се среќни и без две раце, и без две нозе, и без сетила. И тоа ме подсетува на една средба со дедото Михаил во една пригода, кога пред камерата на македонската телевизија ми го кажа ова и навистина ме топли кога го споделувам, а тоа е дека личноста, вели Марија, не се крие во сетилата на човек. Личноста не ја представуваат деловите на телото. Личноста е некаде внатре во нас. И кога ние ќе ги симнеме сите шминки и сите убави парчиња на себе за кои Љубиша се труди да не разубави, останува една чиста субстанца, а тоа се вика душа човечка, која е во потрага по себе реализирање. Мислам дека ќе, еве, барем со овој дел од муабетот, во некоја следна прилика сигурно сум дека ќе ми биде драго и вие да бидете повторно гостинка. Реков, неисцрпни теми, муабети и примери имате одлични. Дали може, еве, пред крајот да ми посочите уште некој пример кој е, еве, пандан на овој кој Љубиша го има досега во својот живот направено, едноставно борејќи се со сета онаа препрека и може би премрежја кој животот му ги поставил за да го стигне и да си го реализира својот сон. Така, имаме, например, имаме меѓу угловите извонредни сликари. Имаме луѓе кои прават чуда на дрворез, значи го сакаат дрвото како материја и се манифестира нивната потреба работејќи на дрво. Имаме млада генерација која сега веќе студира на Машинскиот факултет во Скопје. Имаме. Јас велам, фала на Бога, во тој тунел секогаш светлинката во тунелот не води, сите нас заедно се разбира, за луѓето за кои сме задолжени да им помагаме, да ги поттикнеме да бидат рамноправни со нас. Во спротивно ќе биде само трошење на зборови и некакви желби кои остануваат да лебдат во просторот и во времето. Ја се надевам дека токму конкретно и тоа го направивме, го начинавме барем со овој муабет. Се обидеме ова да го реализираме понатаму. Љубиша, ќе ви посакам многу успешна кариера на нивото на сите оние модни креатори кои ги гледаме таму некаде со модните ревии, па и вашата висока мода да може да ја пратиме и да се радуваме на истата, горди што сте од овде, од Македонија и што ве познаваме. Ке чекам и за приновата да ни јавите. Со задоволство, да. Со задоволство ви благодари за љубезноста со која го поканивте да биде дел од овај... Ни беше, морам да признаем, голема чест и беше мотив, искрена да бидам. И пример. Дека треба да се следи сонот во животот, да. Реков, за останатите се надевам дека ја разбудивме, можеби под заспаната, што се вели добрина во секој од нас, која се наоѓа тамо некаде и дека многу ќе почнеме со една леснотија да ги надминуваме предрасудите и едноставно да не ги приметуваме, како што реков, ако сте поразличен, не значи дека сте помалку вредни. Ви благодарам уште еднаш. Така, благодарим и ние за поканата и како што велат старите, со Бога напред. На моје големо задоволство вечерва во студиото уште еден одличен пример или животна приказна кој тие самите ќе ни ја раскажат и с нивниот пример ќе ни кажат како треба да се фатите во коштец со она што животот знае да го донесе или премрежјата кои реално може да ни се случат. Вечерва со нас Верица и Наташа Христовски. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Уште еднаш да ви се заблагодарам. Тоа што без никаков проблем се озвавте на поканата и сакавте да дојдете да ја споделите вашата интересна животна приказна. Години наназад сигурно ви се чинеше многу потешка и се разбира животна борба со која вие се соочивте и дојдовте до она што сте денес. Едни убави насмејани лица и успешни во животот да го работат и се разбира да го живеат секој еден ден, што се вели со насмевка и да го работат она што на крајот на краиштата го сакаат. Вие како мајка сега би сакала да спекна мајка која ќе доживее момент како што сте доживеале. Рековте дека проблемот се јавува после пораѓањето некаде од прилика. Па, нашата приказна почна значи од самото породување со Верица. Она е пред време родена и на самиот пороѓај имаше проблеми. Значи, најдрагоценното време као родители, ние го пропуштивме 2 години, сигурно и многу други родители кои живеат во некоја лажна илузија дека се е во ред и дека кога ќе се пробудат еден ден и се ќе биде добро. Верица беше дете кое не зборуваше и кое не одеше.
Значи, диагнозата малку покасно воспоставена церебрална парализа, али кога се пробудив од тој сон и кога почнавме да одиме по институциите кај што баравме помош, свативме дека го изгубивме драгоценото време, за да на крај една докторка само една реченица која ќе ме пробуди целосно ќе каже дека одговорот и спасот е во Верица, во нас како родители. И тогаш кога го поставивме ние тоа дома прашање дека одговорот е у нас, почнавме да бараме решение и кога веруваш дека ќе го најдеш решението и го најдовме, значи почнавме вежби и најдовме ментор кој ќе не води ни целиот живот и животот го претворивме во вежби. Со тоа станувавме, со тоа легнувавме и Верица првите чекори ги направи на првите, буквално речено на 3 години, а на 6 години почна повеќе да оди, почнавме покасно логопедiju, уфрливме во нашиот живот, па наставнички од специјалните школи. Верица тргна во нормално школо и веќе кога вежбавме, кога работевме, значи у тунелот, баш и као вашата емисија што е, почна да се гледа светлост. Веќе не прашувавме и не размислувавме за колку Верица време ќе биде самостална, него само работевме и се надавме на добро. Многу интересно и можеби тоа јас као мајка треба да го кажам на сите мајки и родители, прво е тим семејството. Значи јас као мајка не би можела сама. Значи тука е таткото и прекрасна сестра Верица има, која ни во дел од денот, ни од подсвеста, не престанавме заедно да действуваме. Без договор сите си имавме своји обврски кои мораше да ги завршиме околу Верициниот напредок. Така да Верица, како што растеше, седеше понапред, а и нашите желби и апетити стануваа се поголеми. Прво, јас никош не можев ни да си помислам дека Верица ќе студира. Не само што студира, него после ми се роди желбата и неизина и моја. Амбициите стануваат поголеми, јас се извинувам малку, ама. Да. И Верица, работата и емоциите и хормоните кај мене. Да. Верица да студира правен факултет, па јас се викав леле, па како е возможно Верица толку тежок факултет да заврши? Али повторно, јас секогаш ќе викам, треба да сакате и јас секогаш у патот по кој врвевме го молев Господ да ми ги покаже правите луѓе за да ги видам. Пошто кога луѓето имаат таков озбилен проблем, имам безброј решенија, али кој вие ќе го одберете као родител, не е едноставно. Значи, треба да сепак имате очи за да го видите човекот кој може да ви помогне. Не треба као родители да забораиме дека не е проблем. Дека тоа се наши деца. Никогаш не сме се ни срамеле, напротив. Верица беше секогаш наша гордост на нашето семејство и пошироко. Она има 3 прекрасни тетки и тетиновци, секогаш беше гордост и понос да се покаже, а не као голем дел од луѓето што ги затвараат дома децата. Обично од една страна, нели, тогаш се ставаат, велиме, на тие маргини, или ги затвараме од типот, како што и самите велите, дел од луѓето можеби не може да се соочат со јавноста, или тоа можеби гледање на поинаков начин на луѓето околу нас, на тоа дека имаме некој кој има... Да, тоа боли, тоа претпоставам исклучително многу. Вајде на еден начин се заштитуваме од болките. Али кога имаш таков озбилен проблем, треба да имаш и многу сила. Ја имате исклучително многу. Да. И од муабетите ви, Марија, тогаш кога зборувавме, ве посочи како една убава светла точка и еден убав светол пример. Кажа дека мајката е еден голем двигател во тоа семејство, во смисла на ја дава и таа енергија, е тука столбот, што се вели, бидејќи мора некој да е столбот. Обично се точно тие мајките, иако нели секако дека комплетното семејство е од особено значење и цврстината на истото во вакви ситуации, но сепак нели убаво велите и вие дека не е лесно да се соочите со сето тоа, не е лесно да се најде вистинскиот пат, да се најдат вистинските луѓе и едноставно да се носите секојдневно со сето тоа. Од друга страна имате едно дете кое нема никаков проблем и го имате детето кое нели се соочува со одредени проблеми и тука претпоставам исто нешто како мајка се крши во вас, но треба да ја направите
средината или едноставно ситуацијата да ниту едно од децата не се почувствува ниту поразлично. И така гледам дека и Верица апсолутно функционира безпрекорно во нашето општество и е, реков, за тоа одличен и супер пример како може да се стигне до она што се сака вистински. И вие сте ја победили тоа како можам слободно да речам церебралната парализа со тоа како таа денес изгледа и функционира. Ви изненадивте со диагнозата преценели, бидејќи навистина нема допирна Не сте точка. само вие изненадени. Верица, ја носевме на многу места секогаш ние, јас и мојот сопруг сме у дилема дали правиме доволно. И после неколку години ќе јурнеме низ светот да видиме дали тоа што го работиме е доволно или дали може повеќе. И сегде у светот се изненадени, пошто ние носиме и снимки со Верица како била порано и се што работиме, они исто се изненадени и викаат дека ние сме направиле мало светско чудо. Од кај сме почнале, од девојче што не зборуваше и што не одеше, до кај сме стигнале. Не зборувам за културата на говор и културата и нейното однесување. Али сега Верица е во степен, она сега сами и вие ќе видите, апсолутно самостална и нейниот интелект доаѓа до израз. Али допред тоа, да речеме, допред неколку години, она е буквално речено на се научена. Значи, од основните говори, од основните чекори, од основните движења, од основните мислења, од основните работи за секој човек што ги прави, што мислиме ние дека се лесни, ке нив треба да се научат. Верица, како се чувствувате денес? Од аспект на вработена правничка, така можеме да речеме? Да, соработник за нормативно-правни дејности. Па, се гледам како нормална личност која што може се да постигне, иако за некои работи ми требало повеќе време да посветам внимание. Еве, например, кога бев на факултет, не излегував толку често, туку се посветив на учењето за да докажам дека на другите можам јас да го постигнам тоа. Без разлика на се, мене не беше тоа товар, тоа ја го сакав. Го имав семејството позади мене, имав уште една личност која ми го впретна правото да го сакам како ова и ми беше интересно во целото тоа учење да видам дека јас можам. Во секој будење јас дека можам и кога ми беше кога полагав, сикав дека јас можам без разлика на се. И многу ми беше тешко да се соочам со тоа. Да, тешко ми беше, значи сум била и падната и во високо сум била. Никогаш не сум кажала дека не можам Ќе се уште откажам. повеќе. Да се откажам. Нема откажување, да, се вели нема тоа. откажување, да. Кои се најчесто препреките на кои наидувавте до сега? И кои можеби најмногу ви пречат? Ете, од аспект на конкретно лице кое се соочило со ваква животна ситуација. Друго е ние од страна вака да зборуваме, Да. но друго е кога некој на своја кожа ќе си ги доживее. Значи, па неприфаќање на средината околу тебе дека ти си еднаков, дека мене например кога бев во средно и на факултет, некогаш ќе ми кажат, Верица, ти не можеш тоа, или не знам, Верица, ти не можеш она, или не знам, ќе ми се подсмееваат, наречено така, или нема ми помогнат, сега ќе ме оставам скроз сама, буквално ќе ме остават скроз сама и ќе морам сама да се снаоѓаш во животот. Тоа е една елементарна некултура, јас би рекла, или можеби да. Имавме тема на разговори со стручни лица, избарувавме дека воспитувањето, културата, посебно во однос со лицата кои се малку поразлични од нас, доаѓа од домашното, би рекла јас, воспитување пред се на децата, за да можат да се соочат со она што во принцип е поинакво од нив, но не значи пак, ќе речам, помалку вредно од нив во општеството и во функционирањето. Што денес вака сакате да правите, што ви е мерак, што се вели? Работата ви исполнува? Да, работата ми исполнува, значи Сакате да станете адвокат? Па така не, само ќе видиме сега ќе ни го покаже Господ патот за да видиме како ќе бидат напредоците понатаму. Значи сега гледам напред одам и со поддршката на моето семејство можам се да постигнам без разлика на се какви препреки да имам и какви искушенија да имам. Тука имам позади мене голема храброст, мајка ми, татко ми, Галина, сестра ми, значи
да имам потпора во животот за секој искушение, за секоја болка која што ќе ми е нанесена од општеството, да ја препродам без разлика на се. Размислувате ли можеби за некаков, не можем да речем проект, но сепак некаков план кој би го понудиле вие како поедноставно луѓето да се соочуваат, да дознаат, да се информираат за луѓето кои имаат одредена потешкотија, а не треба да ги одвојуваме, ниту треба да им најмалку покажуваме нели со прст и да ги оставаме туку така сами да се снаоѓаат во општеството, бидејќи велам вие сте во еден одличен стадиум во животот кога можеме и да ви завидуваме веќе, бидејќи навистина силата и храброста која сте ја покажале низ животот може само да ни бидат одличен еден пример и да не посрамат, условно речено, нас останатите кои не знаеме најдобро да се снајдеме во ситуациите. Значи, јас извинете се ве прекинав. Јас не сакам луѓето како јас со посебни потреби да не гледат луѓето како под лупа и како под нешто посебно, дека ние сме ние што они на пример го учат тоа или тоа што го работат и ние можеме. Значи ние можеме тоа да го направиме и ние можеме да бидеме да успееме во животот без разлика дали имаме проблеми, дали ќе успееме тоа на поспорен начин или побрз начин да го научиме или да го направиме, тоа без разлика на се, значи ние го можеме тоа. Само дали ќе биде патот тежок или лесен, тоа зависи од нас и од дали ние ќе успееме и дали ќе се насочиме на тоа да го направиме. Ама знаете како, па има многу голем број, на тие повторно ќе речем што не им недостасува ништо условно речено здравствено или физички, но ниту завршуваат училиште, ниту завршуваат факултет, ниту имаат просперитет во животот, ниту гледаат некаков просперитет. На крајот на криштата, ако веќе нели земеме од таа гледна точка. Така да тука сте веќе над нив, што се вели. Јас извинете се ве прекинав и јас на пример многу ми беше желбата да завршам, не само да се докажам пред другите, да се докажам самата на себе си дека можам да завршам факултет. Почнувајќи од тоа, се докажам на самата на себе си дека можам јас тоа да го научам, ја правото дека можам да го научам и дека можам да стигнам до правник кој што ќе биде вработен и дека ќе нема проблеми да заработува за семејството пари. Да допринесува. Да допринесува. Секоја чест, тоа заслужува голем аплауз. Секоја чест, браво. Сега, покрај тоа што сте зафатена правничка, имате слободно време да правите што? Да одите во кино, сакате да погледнете убав филм? Да сидам со пријателите, значи без разлика на се, заборев тоа да го кажам, без разлика на се и колку да имам обврски на работа, пак одвојувам време за да вежбам секој ден. Значи, без разлика на се, одвојувам време да се посветам само на себе си, на моето здравје, на моето одење, затоа што ако престанам да вежбам, ќе се уназадам. Така, мора да постојано тоа медицинското прашање. Постојано секој ден е борба веќе. Постојано треба да се борам, значи секоја ситница за мене. Еве се симна по скалите, тоа за мене е ситница која што ја гледам како светла точка дека сум напреднала. Голем чекор што се вели. И мене, иако работам, иако се, значи морам барем дел од денот да го посветам на вежбањето. Тоа сакав и да ве прашам следно дека реков стадиумот е одличен во кој сега се наоѓа и се разбира нели сето она што го поминавте како премирежено и секој нов ден во животот ви е секако предизвик бидејќи мора постојано како што рече да се работи, да се вежба и така натаму. Што значи нели со таа дијагноза дека вие сте едно големо чудо, условно речено, но тоа што значи по прашање на дијагнозата, дека постојано вежбите се во... Треба да кажам дека Верица не примала апсолутно никакви лекарства и се апсолутно е постигнато само благодарејќи на вежбање. Така. Само вежбање и вежбање и вежбање. Значи, за да се постигнат резултати кај овие луѓе, или кај овие деца кога се уште мали, треба некој озбилно да застане за нив и животот да го претвори во вежби. Само на тој начин се праќа импулси до мозокот и не дозволува да настане никакво неправилно развивање на телото. Сега, и кога стигнавме веќе ние до тој степен да Верица е прекрасна девојка, сега она е веќе доволно возрасна да веќе мора сама да се грижи за себе си. И сега е за мене као родител многу полесно,
затоа што она веќе полека јас ја префрлив улогата, она секој ден оди во теретана, вежба, има инструктор, значи, али и самата јас приметувам како она веќе почнува сама да се надоградува. Али значи сега она е 22 години, а да речеме до 21 година, Сврсу се поставените милите што се вели. Да. Моја амбиција и моја желба. Не само мој. Реков, ние сме семејство, тим. Не може само јас, не би стигнали ни случајно ние до тука, ако јас не бев тоа заедно со мојот сопруг и повторно зборувам малата керка Галина, која има значајна улога у сето тоа, затоа што и денеска она на пример сега студира и кога е горе, кога учи, она доаѓа и вика: јас слушам како Верица многу тропа со нозете, значи мимо теретана, мамо, ти мораш да ја обрнеш внимание на тоа. Значи ние буквално речено во секој момент живееме заедно. Живеете, да. Се надополнувате, и се што надополнувам, да. Значи не случајно успехот на Верица и Верица што е тука, не е случаен затоа што ние сите сме зад Верица. Како вие си ја канализирате енергијата која ви е потребна од оној момент на потиштеност и борба што се вели секојдневно, за сепак да... Многу интересно, никогаш не сум била потиштена и несреќна. Можеби тоа само беше дел од почетокот, додека да сватам дека имам озбилен момент пред дома и дека не. Никогаш не ми беше и не бев несреќна затоа што два пати морав да оставам работа која ми се свија. Јас сум иначе дипломиран градежен инженер. Да оставам работа и да се посветам пред се на Верица, а воедно и на семејството. Јас така гледав дека привилегијата ќе ги користат и другите затоа што сум дома. Не се осеќав као жртва, напротив. Денеска кога ја гледам Верица, не можам да бидам незадоволна и несреќна од животот. Сега работам, еве веќе 10 години работам као професорка затоа што тоа ми исполнува и видов дека во однос на семејството тоа најлесно можам да го искомбинирам. Зошто да бидам несреќна? Кога имаш деца, пред се ние као родители дојдеме до степен дека среќата и иднината на нашата деца е пред нашата среќа. И наша среќа е воедно. Верица, што може да ве направи крајно уште повеќе среќна кога во прашање вашата можеби професија или нешто друго што си го поставувате вака некако како цел, како предизвик во животот? Јас како предизвик во животот сакам, немам дефинирано моментално никако, многу се радувам на секоја ситница која што ќе ја видам во мојот напредок и се радувам на сонцето, не гледам, немам нека зацртана цел. Целта ќе се дојде самата по себе си, затоа што секоја ситница, за секој издишан здив, да кажам, сум среќна и моментално немам цел, затоа што цел во животот имаме сите, така? Ама јас во цел во животот, ми е цел да во животот додам убаво, ама таа цел во животот не можам да постигнам преку ноќ. Затоа јас секој момент, секоја секунда имам, гледам разлика, дали сум негативна, не негативна, туку гледам дали има недостаток или напредок кај мене за да го поправам тоа. Тоа е впрочем и животот, нели, секојдневна борба на која ние забораваме вака, кога ќе ги видиме овие светли примери, овие светли точки, сваќаме впрочем колку ситниците ги забораваме, а се најубавиот и најголемиот, најважниот живот во момент во нашите животи. Од срце ви благодарам за гостувањето. Навистина сте една прекрасна светла точка, како и нашите гости кои беа предмалку. Љубиша и Марија, кои ни раскажаа за интересни од друг аспект, нели, животни ситуации и повторно ќе речем, сваќаме колку е важен животот, колку треба да го цениме, колку впрочем го забораваме. На крајот на криштата и само ќе додадам, вие размислете, дали нешто на вистина ви недостасува и колку вистински се радувате на секој еден ден и колку вистински ги доживувате работите околу вас, доколку немате никаква, се разбира, пречка истите да ги доживеете. Се надевам со големо внимание и љубов како и вечерова ќе не доживеете во следното издание на Тунел. Ви благодарам и ви посакувам голем успех и понатаму. Посебно Вериците.